Снимате ли Па беше конструктивно оваа седница на Советот за реформи, може да тензично конструктивно, но беше сепак конструктивно. Се договоривме да формираме група која води професор Најчевска околу дефинирање на правилата на работа на Советот конечно, со што ќе биде нагласена неговата улога, она улога која всушност ја треба да ја има. И таа ќе изготви, ќе предложи правилата веројатно до крајот на овој месец, ќе видиме дали можеме да ги донесеме пред Нова година. Тоа е битно затоа што преку тоа се расправа за сите други прашања. Кои се тие други прашања за кои денеска расправавме? Конечно ја формиравме комисијата која треба да ги разгледа опциите за обнова на постапките во рамките на законските можности во оние случаи каде што има индицирано сериозно кршење на човековите права. Значи, оно за што се боревме толку долго, го формиравме како комисија, па ќе видиме сега, таа комисија е составена од тројца професори, тројца суди и еден обвинител. Ќе даде некои решенија околу тоа кои се можностите за обнова на постапките, ќе се потрудиме тоа да го направиме ефикасно и тој е елемент на правда толку важен за држава да го завршиме. И конечно на следниот состанок во рамките и на правилникот, односно правилата за работа кои Најчевска ќе ни ги предложи, ќе почнеме да расправаме и за составот и за работните групи кои се дизајнирани ги направат законите неопходни. Таму има, сега одлучивме првично да членовите на Советот влезат во сите работни групи, таму кај што ги нема, а потоа ќе расправаме и за потребата од бројот на работните групи. Дали треба некои нови, дали некои треба да се укинат, кој треба да ги води, тоа ќе остане за следната седница или следните седници за расправа. Исто така договоривме да се среќаваме почесто и погусто за да може тие планови што ги направивме согласност да ги спроведеме. Така, имаше една конструктивна, беа малку, знаете, од цела оваа расправа, морам да кажам, повредени, не беше тоа намера, ценетите службеници на Министерството за правда, па се обидевме малку да се, не да се тешиме, али да ги оправдаме нашите ставови што мислиме дека тие се лоши или дека се напротив, мислиме дека се одлични, но некои работи ги вршат сепак некои други лица, релевантно знаат да ги направат подобро тие, а нивната професионалност е важна и како поддршка на комисиите. Мислам дека се утешивме некако, па ќе видиме. Во секој случај направивме еден чекор значаен напред, па ќе видиме како ќе оди. Дали она што беше како политички монтирани процеси сега преминува во дефиниција каде што има повреда на човековите права? Секогаш била индицирани значајни повреди на човековите права. Бидејќи не се само политичките процеси е 4-5. А има значајни кршења на човекови права и местенки кои не може да се дефинираат така баш политички во таа, да речем условно, драматична смисла, а се работи за, да речеме, лажни заштитени сведоци, монтирани во таа смисла монтировки, повреда на правото на приватност по некој пат драстично, кои се исто така, не се голем број, али има 10-15 значајни, па ќе видиме комисијата всушност тоа ќе го работи и тоа ќе го предложи. Ќе ги видите и на крајот на краиштата можда и бројот на тие случаи до кои ќе дојде.